Значи, ово зад мене што гледаме сега е црквата Свети Илија. И сега јас тачни податоци немам кога е изградена, меѓутоа знам дека некаде околу 13 или 14 век со доаѓањето на турците на нејзино место, на темелите на црквата, ја градат џамијата. И сега таа џамија е била активна се до периодот до заменувањето на турците. Пред неколку години е веќе и затворена, уште не се знае и се води судски спор дали е џамија или е црква. Градот е познат по тоа, значи Штип градот под Исарот, место каде што тврдината е на крали Марко поклонета од неговата сестра. Има една традиција, 22 март, дено на пролетта, 40 позната кај Штип, или 40 маченика. Значи секој од Штип искачува до тука, збира каменчиња, 40 каменчиња, 39 ги фрла, а 40-то си го носе дома и го става под перница и ќе сонува. Сон, нели? Ако е женско, кој ќе биде маж, ако е машко, кој ќе му биде жена. По инспирацијата за филмот Сите километри ми дојде во 2014 година, кога прочитав еден истичок од Весник, една репортажа која што кажува дека има војна за мртвци во Штип, кој што за мене беше многу занимливо. Мислев дека е некоја шпекулација или фейк нјуз. Меѓутоа, во 2014 почина баба ми и јас самиот се уверив во целиот процес на погреб дека тоа за кој што пишува весниците е вистина. На Македонското патувачко кино имаме две проекции со филмот во Штип, каде што присуствува екипата, присуствува самиот протагонист и ова е одлична прилика за граѓаните да осетат кинокултура повторно и да се запознаат со ликот со екипата која што работеше во филмот. Звери трајка ѓубрето? 2 минути. И најдобро. Процесот на монтажа беше доста предизвикувачки за мене, бидејќи имавме доста добар материјал и требаше да направиме селекција, нели, у контекст на приказната и ми беше доста интересно, пошто си го слушав штипскиот, со кој што имам растено цел живот, знаев некои од луѓето, ги знаев локациите и ми беше посебно емотивно за мене. Македонско патувачко кино значи многу за местата каде што немаат пристап до кино, театар и такви работи и мислам дека е од огромно значење и самите луѓе да дојдат, видов како луѓето тука се смеат, коментираат, задоволни се излегуваат и самото тоа е многу битно за духот на еден народ.